Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Учеството на стапите и представувањето на Република Македонија на голем број угледни меѓународни научни собири, изложби, саеми или надпревари ширум светот и многуте признанија и награди секако дека се исклучително значајна афирмација на нашава земја. Еве деновиве Македонија успешно се представи и привлече внимание на познатиот меѓународен саем за туризам во Мадрид, Шпанија. Свечено овде беше отворена и 6-та зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, која се одржува под покровителство на претседателката на Републикава Гордана Силјановска-Давкова. Зимската школа ја продолжува долгата научна и културна традиција и афирмација на македонистиката. Европската комисија одобри пакет од 171 милион евра за поддршка на земјите од Западниот Балкан кои чекаат пред европските врати. Со тој нов пакет за поддршка ќе се финансираат и дел проекти во Република Македонија, и тоа за подобрување на македонскиот систем за пренос на струја, потоа за животната средина, за развој на бизнисот и така натамо. Затворањето на постмониторинг диалогот со парламентарното собрание на Советот на Европа, кое е запишано во резолуција што беше донесена, а тој процес кој бил отворен уште во 2000-та година сега е затворен, тоа значи дека настаните во нашава земја, Советот на Европа ќе ги следи не постојано, туку од време на време, што е признание дека Македонија е демократско општество, дека владее правото, нема замолчување на медиуми, има заштита на човековите права, има соработка со Советот на Европа и така натамо. Ова признание се оценува и како голем успех и потврда за посветеноста, професионализмот и активноста на македонската власт и македонската дипломатија во унапредувањето и заштитата на темелните европски вредности. Меѓународната кредитна агенција Стандард и Пурс го задржа кредитниот рейтинг на Република Македонија, означен како BB- со стабилни изгледи, и тоа било јасен сигнал за стабилноста на макроекономската овдешна политика, бидејќи умерен е јавниот долг, способна е државата навремено и постојано да си ги отплаќа борчовите, своите финансиски обврски, како и да обезбеди забрзан економски раст и во услови на меѓународни економски неизвестности. Во извештајот на агенцијата Стандард и Пурс се вели и дека се очекува економијата во Републикава годинава да пораснела на околу 3,5%. Индустриското производство во декември кај нас било зголемено за 2,3% во однос на тоа време од претходната година, а од април повторно ќе проработел комбинатот за никел фени во Кавадарци. Во првата фаза ќе врател на работа 170, а во втората уште 500 лица. Продолжуваме со вестите. Нема да биде менуар македонскиот устав без да ги добија за гарантираните права македонците во Бугарија, и тоа согласно со меѓународното право и меѓународните конвенции за човекови права, ако им се одземени, како и додека не се добијат гаранции дека во иднина Македонија нема да се соочува со вето, со обструкции и со блокади за нашиот идентитет македонски, нашиот македонски јазик, рече во Републичкото собрание претседателот на владата Христијан Мицкоски. Значи нема уставни измени без овие услови додека е тој претседател на владата. Подсетувајќи Мицкоски, оти Македонија многу пати покажала и докажала
дека сака да е дел од Европа, поднела жртви како ниту една држава, како ниту еден народ во Европа, и веќе нема да се дозволи пак да има омаловажувања, нови понижувања, нови бариери, од кого и да било од субјективни причини. Премиерот потсети дека во пописот од 1956 година во Пиринскиот крај имало 200.000 македонци и биле мнозинство. За потоа на пописот од 65-та година во Бугарија, бројката на нашите да биде сведена од 200.000 само на 9.000. Им се одземаат правата на своја културна автономија, правата да го имаат и да го зборуваат својот мајчин македонски јазик, да ги играат своите ора, да ги пеат своите песни и да ги почитуваат своите обичаи. Најголемата опозицијска партија СДСМ во Скопје го одржа 31-иот конгрес, на кој биле анализирани активностите во изминатово време. Биле анализирани резултатите од последните избори во општините, каде СДСМ освои 6 градоначалнички места, а ВМРО ДПМН е 56. Биле дискутирани и други прашања, проблеми и проекти. Според лидерот на СДСМ Венко Филипче, конгресот бил конструктивен и од шпекулациите на поранешни функционери дека партијата е поделена, се покажале како невистините, па повика на единство. Меѓутоа, во изминатото време имаше одделни внатрепартиски препукувања меѓу бивши членови и функционери, па некој од функционерите порача, оти ако СДСМ не се промени, тогаш постои опасност и да згасни на политичката сцена. Низ центарот на Скопје протестираше Сојузот на синдикатите на Македонија со барање минималната плата овдека да биде зголемена на 600 евра, а сите останати плати да бидат повисоки за 100 евра. Се порача дека немало да се застане додека не се зголемат платите и оти имало игнорантски однос од власта и работодавачите. Од синдикатот ке поднеселе закон да се намалиле платите на функционерите, а да се зголемеле на работниците. Се заканија и дека ако немало договор ке го блокирале собранието. Од опозицијската партија СДСМ ги поддржаа протестите и барањата на синдикатот, бидејќи го разбирале незадоволството кај работниците. Од ВМРО ДПМН изјавија дека владата понудила зголемување на платите во администрацијата за 40% во следните 2 години, ама таков предлог од синдикатот бил одбиен. Се огласија и од организацијата на работодавачите, велејќи дека е прифатливо зголемување на минималната плата, ама во март, а секое поинакво зголемување на таа плата без олеснување од социјални давачки, нашата економија, особено приватниот сектор, не можел да си го дозволи. За 3 години оваа власт требало да врати 6 милиарди евра, колку што е целиот државен буџет, кажа председателот на владата Христијан Мицкоски, велејќи дека претходните кои владеја со Република Македонија, СДСМ и ДУИ, 7 години ја празниле државната каса, го плячкале народот и сега мудрувале. Оваа гарнитура што е на власт ја доби довербата од народот и прави најмногу што се може за македонците, за народот на Македонија. Според премиерот, нашава земја и македонската економија имале најниски давачки во Европа. Меѓународни финансиски институции притискале овде да биле зголемени ни за даноци како и ДДВ. Исто така, од трета страна, имало притисок да се зголемат и годините за пензионирање, ама тоа владата не го стори. Туку со многу мерки го поддржува бизнисот, се бори за подобар животен стандард, се отвораат нови работни места и само за 1 година биле отворени 10.000 нови работни места. Решен е проблемот на камионџиите од Македонија. Брисел предложи нови правила, специјални визи за професионалните возачи на камиони, кои набрзо би требало да бидат и официјално донесени. Овој чекор на Европската Унија дојде, откако неколку дена камионџиите од Западниот Балкан ги блокираа граничните премини со илјадници и камиони. Македонските транспортери блокираа 10 гранични премини. Проценките се дека загубите на ниво на Западниот Балкан досега од запрениот транспорт биле 150 милиони евра дневно. Следи блокот информации на повеќе теми. Националниот парк Попова шапка
укажа дека на територијата на паркот имало опасност од лавини во деловите од планината кои се наоѓаат на надморска височина од над 1700 метри. Управата за финансиска полиција поднела кривична пријава против председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, бидејќи не е одзел навреме лиценцата на една фирма која не ги исполнувала законските услови за трговија со нафта и во тоа време заработила 194 милиони денари. Бислимовски речоти се работело по закон и ќе го докажел тоа. Откако задзидани во зид беа откриени 350.000 евра кај родителите на судијата од Неготино Ѓоко Ристов, па се рече дека парите биле од продадена нива. Меѓутоа има прашање во јавноста. Зошто да се кријат во зидови ако се тоа чисти пари? Судството води истрага. Во полициска акција во Тетовското село Брвеница уапсени се 5 лица на возраст од 36 до 69 години. При претресот било пронајдено оружје, муниција, дрога и доста пари. А повеќе од половина век оваа популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува благодарение на поддршката, разбирањето и добрата волја на Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алек и Димитар. Уште две информации. Македонскиот анимиран филм Јон Вардар против галаксијата во режија на Гоце Цветановски е влезен во официјална селекција и ќе има промоција на фестивалот во Мајами, кој е еден од водечките американски фестивали посветени на научната фантастика. Македонската музичка звезда Тоше Проески на 25 јануари ќе наполнеше 45 години, ама времето за него застана во 2007 година. Тоше рано отиде во вечноста, но тој живее и ќе живее преку своите песни, хуманост и дела. Роден е на 25 јануари 1981 година во Прилеп, имаше многу настапи, многу концерти и гостувања, освои многу награди овде и дома и надвор. Последниот голем настап му беше на 5 октомври 2007 година во преполнетиот градски стадион во Скопје. Тоше Проески трагично го загуби животот на 16 октомври во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка во Хрватска. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување од овде од наша Македонија, за радиопрограма во Оро Македонско. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредниче и водител, ти познат писател и родолюб Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам ви пожелувам да имате тоа што вие ќе посакате. На улиците со една цел. Повисока плата. Но од што и да се плаши? Реалноста е дека со платите кои ги добива работникот, нема начин да се сврзе крај со крај од еден до друг месец. Едноставно, нема можност да се преживее, а не пак и да се живее. Затоа, вечерва народот јасно им порача на политичарите, итно да ја зголемат платата, а доколку не го сторат тоа, народот сам ќе тргне кон платата на политичарите. Постои опција со собирање на 10.000 потписи, да се побара гласање од цела држава, а таму да се одлучи за замрзнување или намалување на платите на функционерите, а од друга страна и раст на платите на работниците. Вечерва народот покажа слога заедништво и моќ.
Кога сите се заедно, нема политичар кој може да остане нему. Затоа итно огласање на покачување на платите на работниците. Трето место Јупчо Георгиевски, поранешен премиер кој живее делумно во Бугарија и Македонија, познат по својот долг политички стаж и недвижности во двете земји. На четврто место Али Ахмети, основач и лидер на ДУИ, најдолго активен политички лидер во државата од 2002 година, со пријавени недвижности и земјиште и влијание во повеќе јавни институции. На трето место Никола Груевски, поранешен премиер на Република Македонија кој моментално живее во Унгарија и е поврзуван со значителен имот и деловни интереси стекнати за време на неговото владење. На второ место Сашо Мијалков, поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање и прв братучет на Никола Груевски, познат како еден од најпријателните и најбогати луѓе во македонската политика и бизнес. На прво место се разбира Зоран Заев, поранешен премиер и бизнесмен. Неговото семејство се поврзува со многу бизнеси во државата и во странство. Богатството на овие политичари не се знае точно колку изнесуваат, се чува во тајност. Но со сигурност народот знае дека сите заедно вредат над милиарда евра. Ставете лайк и напишете коментар што мислите за овие политичари. Промената на името на Македонија. Тој момент го поминав многу болно. Повторно патриотизмот проработува. Многу ми беше тешко. Знаете како ние сме само една генерација моментална кој што го живееме во овој момент. Ние немаме право да носиме такви историски одлуки. Ниту поради тие кои што биле пред нас, кои што гинеле за ова парче земја, немаме право ниту поради оние кои што ќе не наследат нас. Нашите деца, внуци, правнуци, так натам. Кој сме ние да одлучуваме за нешто што не е наша надлежност? И тоа што ми падна тоа, генерации, години, столетија се гинело за тоа парче земја. Крв, коски се давали. Кој сме ние да го промениме? Ќе не судат нашите поколенија. Ќе ме праша сини кој ќе пред тато што направите вие? Што ќе му кажам јас? Што ќе му одговорам? Дека некој ќе ме праша зошто ти не реагираш? Како да му објаснам? Те се тешки моменти за човек што си ја сака од колина. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam treba i dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се богатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион
наиден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ходите на Facebook или на YouTube и си напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552 или на имейл raichovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Солунски. Жената ти се викаше Малина. Децата Коле, Таше и Евдокија. Сите вие сте од Баница Леринска. Се сетив. Таа е умрена. Умре млада. И се запали косата и пукна срцето од жал, додека и ги корнеа од утроба грчките војници децата. Трите деца. Коле, Таше и Евдокија. Кога слушнал ти, ќе ни ги водат децата далеку, падна во дворот и не се разбуди, не стана повеќе. Се викаше Малина, беше прекрасна жена. Се викаше Малина, родена Илинова. Се сетив. Коле имаше сини очиња, високо чело, коса како коштрева. Почнуваше да зборува. Таше само гугаше. Евдокија имаше само 1 година. Лицето и го изумив. Не го паметам лицето. Моите деца се во 3 земји. Романија, Полска и Русија. Тргнат сум да ги барам. Мајка им во сонот ми влезе и ми рече како знам да ги најдам. Јас сум Малина. Како можев жива да лежам в земја? Ни ти тука, ни Коле, ни Таше, ни Евдокија. Кога ме закопа, барав пат под земјата. Заминав кон Драмско, за да побарам една другачка, да не одам сама подалечини. Не ја најдов другачка ми таму и седне фатив да скитам под земја, да Таше, ни Евдокија. Кога ме закопа, барав пат под земјата. Заминав кон Драмско, за да побарам една другачка, да не одам сама подалечини. Не ја најдов другачка ми таму и седне фатив да скитам под земја, да прашам, која беше оваа земја пустината, кај се наоѓам јас.
Македонија наша е, ми велат едни гласови. Подземја е целата заедно. Не е преградена со жици, затоа ти изгледа толку голема и туѓа. Што убава била татковината наша, си реков, оти горе сета е исечена, дробенки е направена. Не се знае ни кој јаде, ни кој пие. Ами, имам ли јас деца или немам? Не бидеа децата за раздавање. Ами мори не се само твоите, ми велат едни жени. Нашите кои ќе ни ги врати. Кај ми е Истидор, им велам, со него ќе ги бараме. Која беше, не знам, ми рече оти децата, големи ќе ни ги врателе, за да знаат в лице да ни плукнат. Си велев, него, Исидора да го видам, да му кажам, оти и крстот, и името ми го откорнаа грдите. И сега немам ни крст, ни име, ни деца можам да видам, ни тебе можам да те видам. Дојди и истори еден грст вода на местото кај што ми гнијат коските. И речи му на колета, ако го најдеш, да не ми оди ноќе помесечи на срце мајкино. И одведи го, да го кадрисаат. И кажи му Наташета, да не пие вода на гладно срце, од ветра ми е болен. И нека се варди Евдокија, Богоројца да ја доврди. Нека го најде моје дулбен и моето гушаре и нека ги носи. Исидоре, што замолче? Кај се децата? Заврти се и кажувај ми за децата. Зошто ги даде? Ќе влезам во твојот гроб, барем од земјата не можат да не искорнат. Ќе се претвориме во родна почва, ќе си раѓаме босилек и здравец, боливач и сил, ќе си раѓаме джунджулиња додумани. Деца веќе не можеме. Уште деца да можеа да излегуваат од гробовите. Јас сум Коле. Умре во Тулгеш, Романија. Немаше кој да ми направи сандаче. Пред да умрам ги барав крововите на нашата куќа во Загоричани и не можев да најдам ни кровови, ни куќа. Другиот ден барав мајка, татко и стапчето за наволови си го барав. После ме мачка некои жени во црно со ракија. Ми велеа нешто, не разбирав. И ми се запали главата и очите ми гореа. Им велев, гаснете ме, мори тетки, угаснете ме, Господ здравје да ви даде, угаснете ме. Јас сум Таше. Дојдовме во Струга во една жолта куќа. Се викаше Дом за сирашиња од Егејска Македонија. Гоце Делче. Крај домот течеше реката Дрим. Ги прашував децата, оти се вика Дрим. Никој не знаеше да ми каже. Потоа сакав на гладно срце да ја испијам реката Дрим во Струга. Целата река сакав да ја испијам, разбираш? Ме слушаш, ме разбираш? Целата река сакав да ја испијам на гладно срце. Ти може би не ја знаеш таја река и не ја знаеш Струга. Ти ја заборави Евдокија. Знаеш како ми велеше? Кога ќе пораснеш, ќе учиш за артистка, како Марија Чернодринска ќе бидеш. Која беше таа? Зошто ме заборави тата? Сега имам друг татко и друга мајка. Живееме во еден град што се вика Вроцлав, во Полска. Јас ништо не им кажувам. Оти се за вас чувам и ве чекам тебе, мама и братчињата. My name is Lily. I'm 6 years old. I'm standing here tonight even though my legs feel shaky and my heart hurts. I wish my daddy could be here to hold my hand, but he can't. Last year, my mommy got very sick. I remember sitting by her bed, holding her hand, begging her not to go. I told her, Mommy, I still need you. She smiled weakly and told me she would always watch over me, even if I couldn't see her. And then one day, she just didn't wake up. I tried calling her name, but she never answered. After that, it was just me and my daddy. He was my hero.
He wore his uniform, stood tall, and I thought he was the strongest man in the whole world. He told me, "Daddy always comes back." I believed him. I really did. But then soldiers came to see me. They held a folded flag in their hands and said, "Lily, this is from your dad." I smiled because I thought maybe it was a gift, maybe candy or a toy he sent me. But they said my daddy wouldn't be coming home. They said he was a hero. But heroes aren't supposed to leave their little girls, and I just wanted my daddy. Now I don't have a mommy. I don't have a daddy. I don't have a place to call home. At night, I whisper, "Mommy, Daddy, can you hear me?" But all I hear is silence. I miss being tucked into bed. I miss bedtime stories. I miss feeling safe in my parents' arms. I'm only 6 years old, but sometimes it feels like I've already lived a lifetime of sadness. But tonight, I want to be strong. I want to sing for my mommy, for my daddy, for all the heroes who can't come home, and for all the children like me who don't have anyone left to hold them. If you are watching this, please say a prayer for me in the comments. Please pray for every child who cries alone at night. And if you can, please like this video, subscribe, and share it. Not for me, but so that the world remembers my mommy, my daddy, and all the fallen heroes who gave everything. Thank you. I'm Lily. Mommy, Daddy, I love you. I hope you can hear me from heaven. Спонсор на денешното интервју е Wilbrook Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Помагай, докторе. Чекавме долго, човек од тебе, докторе Фендија. Што си го сака, кичево наше и Македонија. Чекавме долго, човек од тебе, докторе Фендија. Што си ги сака, кичевчаниците и Македонија. Доктore, од ваксузи доста е, голема надеж во тебе имаме, докторе. Голема верба во тебе имаме, докторе. Чекавме долго, човек од тебе, докторе Фендија. Кичево наше и Македонија. Чекавме долго, човек од тебе, докторе Фендија. Што си ги сака, кичевчаниците и Македонија.
Amerika, na Donald i Melanija, gordo i Kičevo, na Linčina Acota, gordo i Kičevo, na Linčina Acota. Čekah me dolgo, čovek od tebe, doktore Fendija, što si go sada Kičevo naše i Makedonija. Čekah me dolgo, čovek od tebe, doktore Fendija, što si gi sada Kičevčani svite i Makedonija. Silica, pravoslavna nova godina po starom kalendaru. U makedonskoj tradiciji ima posebno mesto. Članovi udruženja Makedonaca Vardar i ove godine okupili su se kako bi u duhu zajedništva uz običaj i pesmu dočekali novu godinu. Svaku godinu počinjemo organizovanjem zajedničkog obeležavanja Vasilice ili pravoslavne nove godine. Tim povodom se mi ovdje okupimo, svako od članova donese od kući, napravimo lepu trpezu, tu se iskuva i rakije, tu se donese i turšija, i kice okupus, i vino se skuva, donesu se i pihtije. Po narodnim običajima to jeste po starom kalendaru početak nove godine koja se slavi kao Vasilica. I mi to večeras, vi ste nam dragi gosti, bili su nam dragi gosti iz svih struktura grada Niša, svih opština, tako da mislim da više ne možemo lepši doček. I na kraju, kod nas u Makedoniji je običaj da se izlomi sukana banica, u banici se nalazi parica, nije srebrnjak, nije zlatnik, i svako od članova dobije po parče banice. Član koji u svom parčetu dobije, pronađe svoju paru, za sljedeću godinu on znači priprema i donosi banicu. Na ovaj način makedonsko udruženje Vardar obeležilo je dobijanje najvišeg gradskog priznanja, nagradu 11. januar. Osnovano 2002. godine, udruženje već više od 2 decenije čuva jezik, kulturu i tradiciju makedonske zajednice u Srbiji. Ja sam poručio i prilikom svog obraćanja da je ta nagrada zasluga svakog člana pojedinačno, svih članova od formiranja udruženja do današnjeg dana. Sad vidimo dalje, ja se nadam da ćemo dobiti možda i neku republičku nagradu. Tako da udruženje Vardar jeste jedno od najboljih udruženja u Nišu, a možda i u Srbiji. Znači, udruženje Makedonaca u Nišu, pošto nema drugo, ali na teritoriji grada, na teritoriji Republike Srbije, to je jedno od najboljih udruženja u Republici Srbiji. Uz pesmu, igru i dobro raspoloženje, članovi udruženja poručuju da su Makedonci vesel narod koji sa ponosom čuva svoje običaje. Дека од Охрид со векови се градела духовната сила на македонскиот народ. Во Охрид действувала Охридската книжевна школа, еден од најзначајните духовни и образовни центри на средновековна Македонија. Од овој град на македонска почва со векови се ширеле писменоста, верата и духовната традиција низ целиот Балкан. Охрид не е само дел од историјата. Охрид е местото каде што македонската духовност научи да обстојува. Многу емоции, дури и солзи кај оние што вчера дојдоа во Леринското село вчера на прославата на религиозниот и националниот празник Свети Илија Илинден. Тврдењето на грчкиот премиер Караманлис дека во Грција немало и нема македонци беше демантирано од страна на грчките граѓани, најголем дел од нив со македонско етничко потекло, кои што дојдоа да уживаат во македонските ори и песни. Македонско девојче Бисер Балкански, Македонија цела да и други македонски народни песни беа на репертуарот на прославата. Колку е силно македонското чувство во Овчаран и во Лерински и во сите места во Грција каде што живеат македонци, можеше да се види по начинот на кој што течеше забавата во Овчарани. Додека низ ветпата на грчките културно-етнички друштва речиси никој не играше, атмосферата се загреа кога се слуша на македонскиот мелос. Не е лесно да се види македонец во Грција, но ние немаме избор. Мора да видиме тоа што сме, велат македонците од Солун, од Серес и од другите места во Грција кои дојдоа на Свети Илија во Овчарани. Од цел свет сите така велат.
Грција се нападна целно, не може Македонија да нема. Има македонци. Гледате тоа што станува? За мене може да кажам срамота за Грција, што не познаваат за Македонија. Ниту македонци има ниту ништо. Нема македонци. Јас живеам во село, има многу народ, не познаваат. Нема македонци. Нека нема, што сум јас? Но тепат наме ние, од горе, од небото. Тоа не до протево живееме ние. Освен за јакнатото полициско обезбедување на приорите кон селото и внатре во него, но не во близина на местото на прославата, не беа забележани посериозни инциденти. Неколку помали групи блиски на фашистичката организација Хрис и Авги или Златна Зора, која е финансирана од грчката влада, се обиделе да влезат и да предизвикаат инциденти, но тие биле навреме изолирани и отстранети од страна на грчките власти, кои сепак прифатија барем еден дел од барањето на Македонија, Грција да не дозволи напади на македонците во Скендер. Цела да е, секој да ја знае. Македонија. Цела да е, секој да ја знае. Македонија. Затоа што сметам дека многу криминалци од оваа држава треба да го најдат местото таму, а ги има толку многу што во овој момент капацитетите мислам дека не е можно да ги соберат. Толку имаме кај нас престапници на законот, односно криминал кој што се краде од народниот джеб. Криминал кој што е краден со децени на со години, не само сега, вчера, завчера, пред години. Години се краде оваа држава. И никој не одговара за тоа. Одговара човек со 10 кебапи. Одговара некој што ја скубнал министерката за коса, лежи 4 години во затвор. Оние кои што нанесоа огромна како културолошка, така и финансиска штета на државата, никој не одговара. Му биле најдени пари во неговиот дом зацидани, се јавува сомнеш дека судството на вистина не функционира и оние 2% кои што ги има доверба или 98% недоверба од граѓаните се потврдува. И ние и како политичка партија, меѓутоа како влада, велиме дека треба да има реформи, затоа што гледаме дека нема никаква судска разрешница. Нема разрешница по голем број на судски предмети, се чуваат предмети по фиоки и не се реагира по нив. Но меѓутоа имаме еден, да речам, чекор кој што го преземавме како влада, каде што е разрешен државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, кој што имаме сомнеш дека чувал над 40 на предмети во неговите фиоки, за да не постапи за оние, би рекол, сомнежи кон минатата власт на СДС-ду, односно тогашни функционери, а сега актуелни во политичката партија СДС. Кој да е следен државен јавен обвинител мора да суди неселективно, одговорно и транспарентно. Не смее да се штитат одредени поединци, затоа што можеби ви им должите некаква услуга на истите. На мајсторото. Многу вакви шеги оставнаа на интернет откако финансиската полиција и ЈНБ го открија бункерот во кујната на родителите на Ѓоко Ристов во Неготино. Но шегата, што би рекол народот, ја однел ѓаволот, откаде почна и истрагата за апелацијскиот судија, но и за некогашниот државен правобранител Фехми Стафа, кој заврши во притвор. Дали апсењето на судијата ја отвори Пандорината кутија за земање мито во правосудниот систем. Македонката Тина Русова се надпреваруваше гласот на Европа, влезе во 6 најдобри, а сега се надева да влезе во 3 најдобри. Да слушнеме нејзина изјава. Здраво, луѓе мои, не знам што да кажам, јас сум тотално збуната, али еве ќе ви кажам едно искрено, најискрено. Благодарам за сите вас кои што гласавте, го шерувавте видеото да стигне до што повеќе луѓе. Јас стварно не знам кај се наоѓам моментално, ама ете благодарност до сите вас и се надам дека ќе можам да ви се обртам во понормално светло за што поскоро време. Ве сакам сите. Да слушнеме нејзината песна.
Јазици, учебници на бугарски јазик, тоа ќе нема крај. Ни М од Македонија нема да остане. Со гаранции или без гаранции, со одложени или без резултат, тие не смеат да влезат. Тие беа овде окупатори. Македонија, школи, јазици, учебници на бугарски јазик, тоа ќе нема крај. Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ќе ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586 997 3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313 278 5100. Терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик. Сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Празници се ближат, побрзај. Контакт 630 432 9371 630 432 9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Од мојата колешка Анета следува и оваа соопштение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630 432 9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугести, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552.
Здраво, здраво, поздрав до сите слушатели на Македонското радио Оро Македонско. Јас сум Ирена Спасовска, а вие слушајте македонска музика. Чао! На Дуи. Иако беше подадена рака од наша страна и сметавме дека опозицијата треба да ги научи што е интерес на граѓаните и да ги носат одлуките малце полидерски, тие денес покажаа дека токму поради тоа што не ги слушаат граѓаните се во опозиција и таму треба да останат. Најпрви морам да потенцирам дека ВМРО-ДПМН покаже разлика во своето владење од владењето на власта на СДСМ и Дуи претходно. Ние подадовме рака и направивме еден простор за да се оствари еден консензус за прашања вакви какви што се безбеден град, особено кога знаеме дека истите даваат резултати и граѓаните генерално го поддржуваат ваквиот проект. Меѓутоа, денес уште еднаш ние се уверивме во тоа дека таа подадена рака не секогаш значи добра намера и од другата страна. Тезите кои што излегоа денес на говорница апсолутно не држат никаков простор за коментар, заради тоа што генерално на истите веќе ние дадовме и одговори. Во селото кога имало бугари? Некои пазари, јас не паметам од тоа. Што сме овде во селото? Што сте? Сите македонци сме. Македонка сум јас, да ти кажам. Мојот татко беше партизан. Та бореше за Македонија. Ние нема още од една година за тоа. Тој е свој ден. Ама сум горда што даде труд тамо. Да ослободи Македонија. Ама та Македонија е си добиена со крв или си добиена со шетање и со седење на столо. И јадење и пиење со било. Затоа си ако еден да се оклајне пасто на гата. Да си го чуваме. Местото наше и националноста наша. Причина за гордост. Талентираната Тина Русева ја освои победата на престижното европско музичко надпреварување The Voice of Europe, оставајќи силен впечаток со својот исклучителен вокал, емоционални интерпретации и сценска зрелост. Во големото финале, Русева успеа да се истакне меѓу бројни учесници од различни европски земји и да ја освои наклонетоста и на публиката и на жирито, собирајќи најголем број гласови. Незиниот настап беше оценет како искрен, моќен и технички безпрекорен, што на крајот ја донесе и титулата победник. Ние од диаспората не знаеме во кого да веруваме. Некои викаат од власта дека вие се составен дел на Република Македонија, додека некои викаат диаспората не сме да гласа. Да чуеме. Јас сум против диаспората да гласа воопшто, заради тоа што не живеат во оваа држава. Сега говорам за македонците. Не го даваме името, е главниот слоган на македонската диаспора, не знаејќи беше името. Сега се бугарите во уставот, не знаејќи каква држава имаме воопшто и каков живот имаат македонските граѓани, граѓаните кои живеат во Македонија, македонци, албанци, сите ние. Јас сум против диаспората да гласа. Ке те чекам како река поток. Како поток од мојот извор. Како што четврток го чека петок, ма како што цветот го чека дворот, како месечина што чека залез, како морето што чека доток од река, како љубовта што бара сладок збор, како ботното грло да испушти говор, како самотијата што бара друштво, како пустината, било кое суштество. Ке те чекам како оково што бара солза, како хартија жолта што чека стих, како детето што очекува од дојката полза, како раната балзам да залечи плик, како убавината што бара слободен слик, како катрена што бара 4 нозе
како ранетиот звер со страшниот урлик, како цветот што е жедно за вода, како земјата што завива за плугот. Ке те чекаме како најлош другар. Само биди до мене, само љуби ме, не ме оставај самиот, попрво уби ме. Рајко Стојановски. Поетско катче. Ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина. Тишината сама ќе го рече. Деца ми рождат, другата куќе ми дојнце да чувам дома. Вие сте се крвата, така ли? Премочена македонска свекерва, најпремочена. Секој 5 минути на телефон. Заспа, мокаше, какаше. Која децата немам растено, само тие имат растено. Овие ти се денешни венести македонски. Другата куќе! Што да му прави, а? На памперс требало да се какат. На памперс, овтешко нас. Само една снашка имате ли повеќе? Еве го се покака, чекај. Чекај, вака бил редот мрлична, не знам и како... Чекај. Ова огнот да ги изгори, да ги запусти веќе, а? Ова наше Скопје пусто скорено заробија, тука ние во гугусто капат клаустрофобија, штимљани и почачани се напамувија, стигаат до трите страни граѓани да видат. Прилепчани, битолчани се напамувија, стигаат до трите страни скопјани да видат. Леле шпостечичани да ваѓаат по бранови, шиткаат патичани и упаѓаат станови, обрачани, струмичани се напамувија, стигаат до трите страни граѓани да видат. Нема смисла живи се, мајко Македонијо, струшани и оприđани се напамувија, стигаат до трите страни скопјани да видат. Мршпе се без скопјани е готово нелапна, нема живо граѓански што пие тука стапна, од Мулекуманово и од Кефелија, директ баш од Тетово, Слободнечевија. Нема смисла живи се, мајко Македонијо, права какафонија, сите вам утикат, од цела Македонија, скопјани да викат. Од пеј си мор, јас сум чиста скопјанка од Богданци. Нема смисла живи се, па каже! Тој е нашиот дом, тој е нашата држава. Ке нас политички процеси се случуваат за сметка на лошото на државата, ама за добро на определена политичка партија. Тоа за мене е предавство на нашите идеали. Тој што краде државни пари, што прави криминал, тој е предавник на сонот на генерации македонци да имат сопствена држава. Ги презирам од дното на душата. Не е сега јас дека не е ова некој националистички, јас сега да облечам мајца со сонцето од Вергина, туку зборам да знаеме кои сме, што сме доживееле и каде сакаме да бидеме. Затоа што ние имаме што да му дадеме на светот. Имаме прекрасна македонска традиционална музика, а земјоделски производи, тоа се фантастични што не знаеме да ги продадеме. Го имаме Охрид, Ерусалимот на Балканот. Знаеш дека има јутјубери доаѓаат у Скопје и се исмеваат со нас. Вика сите сме слушани на земјата на Александар на Македонски, видите како им изгледа символот на градот, камениот мост, јавно WC. Камени мост е една од ретките историски работи кои што ги имаме на грбот на нашиот главен град. Имаме една чаршија и за тоа снимам тара чаршија 12 век изградена место да биде туристичка атракција. Единствениот влез од плоштад кога идеш на чаршија кој ќе влезеш има едни плочки тука кај што се искршени целите, кај што има виршиња со вода, една мизерна слика. Сакаш да ми кажеш дека државата не е толку богата да не може да смени само 100 квадрата плочки, дека немаме пари тоа да го направиме. Или другата работа, или дека тотално не ни интересира нашото. Мојата ќерка Надица и го подари последниот подарок на својата мајка. Мал гест, но исполнет со љубов, што само едно дете знае да даде. Нејзино последно те сакам.
преточено во дело. Во тој миг бевме срекни, како вистинско семејство. Разговаравме, се смеевме, си ги гледавме лицата со радост и надеж. Зборувавме за нашиот најсреќен ден, 28 декември, денот кога мојата прва рожба требаше да наполни 18 години. Зборувавме за музиката, што таа ќе ја избере, за диџејот, што ќе ја крене салата на нозе, за фуштанот што ќе го носи, за тоа што толку ќе биде убава и горда, за торта што ќе биде голема колку незините соништа. Тоа беше живот што го очекувавме, но на 16 март се згасна. Светлината се претвори во мрак. Нашиот дом се исполни со тишина што боли повеќе од секој крик. Ја изгубивме нашата надица, ја изгубивме првата рожба, првата радост, дете што ни го осмислуваше животот. Од тој ден јас повеќе не живеам како порано. Јас обстојувам. Единствена моја молба до Господ е да ми даде сила и живот да го дочекам денот кога ќе се избориме за правдата. Ќе се борам се додека тој ден не дојде. И кога ќе дојде, ќе отидам на низиниот гроб, ќе клекнам и ќе кажам: Керко, како татко, ти се одолжив. Те моля, прости ми што не те послушав кога зборуваше да си селим од оваа држава. Како да знаеше дека нешто страшно ќе се случи. Тоа последниот здив ќе ја носам твојата болка. Татковата љубов не умира, таа се претвора во борба. Macedonians. Let's take a look at their royal tombs and maybe find a connection that's been buried for centuries. The Mycenaeans, ancient rulers of the Balkans around 1600 to 1100 BCE, buried their elite in monumental tombs, shaft graves filled with gold, and later, massive tholos tombs, like the treasury of Atreus. Fast forward 500 years, and we find the Macedonians using strikingly similar burial practices. Royal tombs under mounds, complete with golden masks and lavish grave goods. Coincidence or continuity? The masks, the tombs, the royal treatment, it looks like the Macedonians inherited more than just land. Even linguistically, the roots run deep. Names like Alexander appear early in Mycenaean records, long before Alexander of Macedon. And then there's this, the Athenian royal mask, or maybe Spartan. Archaeologists still argue about it. Just kidding. It's a bottle. And when it comes to tombs, well, Athens took the minimalist route. No domes, no masks, just a nice little hole in the dirt. Efficient, democratic, totally unroyal. Maybe the real historical connection isn't between Athens and Mycenae, but between Mycenae and Macedonia. Monumental tombs, golden masks, royal burials, even shared names. The echoes are louder up north than in the so-called cradle of democracy. Две жални вести. Во Калифорнија на 90 годишна возраст почина една љубанска сна Рут Мајло Милошевиќ. Останаа да жалат синот Девид со фамилијата и внуката Кристи со фамилијата, а на тој свет ќе ја пречека сопругот Крис Кичо и ќерката Робека, како и внукот Кристифор. Уште една жална вест. Афродита
Костов почина во Дирбон, а на тој свет ќе пречека сопругот Доне Костов. Бог да ги прости Афродита Костов и Рут Мајло Милошевиќ. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.